По ликвидацијата на голем број водостопански предпријатија во земјава, со кредит од Светска банка беа формирани 12 водостопански предпријатија во 12 региони во Македонија, како самостојни кои по 6 месеци од формирањето со самофинансирање требаше да ја продолжат дејноста. Од минатата година 12-те се како подружници на акционерско друштво. Имено битолското предпријатие имаше мал број вработени и многу малку од дотраената механизација која ја добија во ликвидационата постапка. Битолско поле уж лани купи свој багер, за чистење на реките, и тоа со две должини раката крако, да речеме, со 16 метра и 10 метра, така да имаме сега скоро нов багер и можеме да чистиме поголема, мислам, километража во однос на реките и самите канали. Покрај од основната дејност чистење на канали и речни корита, Битолско поле зајакна и преку редовната наплата од страна на земјоделците кои години наназад не плаќаа за одводнување. Со Законот за земјоделство, шумарство и водостопанство на земјоделците не им се исплаќаа субвенциите доколку не им беа подмирени сметките. Од неодамна има поволности за нив, независно дали имаат пари или не, преку нотарска заверка кога субвенциите ќе им легнат на сметките, Битолско поле си го наплатува долгот. Како единствен проблем на ова предпријатие во моментов е потребата од кадар. Министерство за финансии многу тешко дава согласности и овие места ги бараме за стални да бидат, не ги бараме ние за да бидат привремени и си имаме проблеми. Ако помени рокот, ние во тој односно сме во вакуум за луѓе. Така да овие луѓе беа и сега замислете во 31.12 беа отпуштени, па сега пак ќе бидат земени не знам кога. Сега е конкурсот, мислам. Што не е уред за мене лично како директор, не е уред, би требало стално да бидат вработени, да се знае оти. Ако се стално вработени, можеме и да планираме. Значи да планираме кога, во кој период, динамика на решенија, динамика на други основни работи наши што не се потребни. Велат упорно бараат работници, но не добиваат согласност од Министерството за финансии и проблемот го решаваат со времените вработувања.